Скопјани се години се мачат со проблемот на загадениот воздух. Ова е проблем на сите граѓани, без разлика на нивната национална, верска или партиска определеност. И покрај се, Коце Трајановски се уште нема воведено ниту една вонредна мерка и нема промовирана ниту една политика која што е во насока на намалување на загаденоста на воздухот. Со оглед на тоа што не добивме поддршка од останатите советнички групи за итна седница која што ќе се разгледува проблемите за намалувањето на загадувањето на воздухот, денес советничката група на СДСМ и коалицијата ќе поднесе барање за редовна седница со единствена точка на дневниот ред за мерки за намалување на загаденоста на воздухот. Во услови на неколку дневна екстремна загаденост, некој од предлог на водредните мерки кои што ќе ги предложиме се: времен прекин на сите градежни активности во Скопје, бесплатен јавен превоз за сите граѓани во деновите на екстремна загаденост, секојдневно и поопсежно миење на улиците на градот, вонредни контроли и доколку е потребно, времено запирање на работата на сите субјекти кои што работат со Б интегрирана еколошка дозвола. Ова се само дел од итните предлог мерки. На седницата, која што треба да биде закажана во следните 15 дена, ние ќе ги промовираме и нашите политики со кои што би се намалила загаденоста на воздухот. Благодарам, повелете прашање. Дали ќе ја подржите методологијата на ТИМ за прочистување на екологија? Добро, денеска пресконференцијата на друга тема, меѓутоа вчера бевме јасни. Да, само во услов доколку се прифати предлогот на меѓународната заедница на заменивите. Ваш коментар на разгледана на тоа? Не, партијата имаше соопштение за таа тема, така што немам што да додам повеќе. Благодарам.